Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на отвореното студио на телеканал А1, во кое денес разговараме на тема странските директни инвестиции во Република Македонија, колку политичката криза во земјава влијае врз привлекувањето на странските инвеститори, но разговараме и за поголемите странски директни инвестиции на југоистокот. За таа цел, мој и ваш денешен гостин е господин Слободан Тодоровски, советник за странски директни инвестиции. Господине Тодоровски, добар ден и добре дојдовте. Добар ден и благодарам на вашата покана. Да започнеме најпрво со оно што верувам дека најмногу ќе ги интересира нашите гледачи, тоа се странските директни инвестиции на југоисточниот регион, како што се Johnson Controls, Euromax Resources, со рудникот Иловица и Штука, како и инвестицијата на компанијата Сардич и рудникот во Казандол и уште многу други. Еве што ќе придонесе работата на овие компании во овој регион и што вие очекувате? Би сакал да напоменам дека во југоисточниот регион донесени се повеќе крупни компании од автомобилска индустрија и од областа на рударство. Да започнеме прво со компанијата Адија Цитинг, која по успешно реализираниот проект во Штип и каде моментално вработуваат околу 1900 вработени лица, во тек е завршување, односно во тек се завршни работи околу завршувањето на фабрика во Тирс зоната во Струмица. Фабриката се гради на површина од околу 13.000 метри квадратни. Вредноста на инвестицијата е некаде околу 20 милиони евра и бројот на вработени ќе изнесува околу 1500. Важно е да се напомене дека во оваа фаза се врши инсталирање на машини и на опрема, што значи дека компанијата би почела да работи во Струмица некаде во јуни месец оваа година. Исто така, за потребите на оваа компанија веќе работат 750 вработени лица во Браунфилд производна хала во Струмица, што значи дека во текот на наредниот период до крајот на оваа година ќе бидат извршени дополнителни 400 вработувања и исто толку во текот на наредната година. Втората инвестиција која исто така многу значајна за овој регион се работи за канадската компанија Euromax Resources. Се работи за Greenfield инвестиција во областа на за инвестирање во рудник за злато и за бакар. Треба да се напомене дека се работи за најголема инвестиција во овој регион во вредност од околу 500 милиони долари и исто така оваа инвестиција ќе обезбеди околу 400 вработувања. Се предвидува годишни, да кажеме, годишно производство, значи околу некаде 95.000 унци злато и околу 16.000 тони бакар. Во врска со овој проект е значено да се каже дека е поддржан од Европската банка за обнова и развој со околу 20% и од страна на германскиот гарантен фонд во износ околу 240 милиони евра. Учество на овие институции кажува дека се исполнети и сите строги критериуми кои се однесуваат на заштита на животна средина. Исто така ова инвестиција е важна затоа што ќе придонесе и на зголемување на извозот во Република Македонија за околу 300 милиони евра годишно. И третата инвестиција која би ја спомнале, исто од областа на рударство, се работи за англиско-украинската компанија Сардич, која исто така ќе гради нов рудник во Ландовско, во село Казандол. Инвестицијата е некаде околу 35 милиони евра, се предвидува веќе наредната година да почне да работат и негде ќе имат околу 250 вработени. Генерално, сите овие инвестиции во југоисточниот регион ќе придонесат на поголем и побрз економски развој на регионот, ќе обезбедат поголем број на директни вработувања, во зголемена соработка со домашни компании, ќе обезбедат исто така индиректни вработувања, ќе се пренесат нови технологии и практики, трансфер на знаења
Исто така ќе се креира поквалификувана работна сила, ќе се зголеми извозот, понатаму ќе се подобри инфраструктурата и ќе се исто така постојат можности за зголемување на соработката со техничките училишта и со факултетите во југоисточниот регион како извор на потенцијален кадар за овие фабрики. Така. Како еве извештаите на Doing Business Report ја ставаат Македонија на листата на инвеститорите? Така, извештајот на Светската банка Doing Business Report се изработува секоја година во октомври месец и можеме да кажеме дека Doing Business извештајот за 2017 година ја рангира Република Македонија на забележително 10-то место во светот помеѓу 190 економии или на 5-то место во Европа, веднаш по скандинавските земји и Обединетото кралство, како и на прво место во регионот на Југоисточна Европа и со тоа Република Македонија се става на мапата на инвеститори. Од друга страна, овој извештај е добра компаративна анализа за идните инвеститори, бидејќи укажува какви се условите за водење на бизнис во Република Македонија во однос на земји каде тие имат своји производни капацитети и она што е најбитно е дека овој извештај докажува дека условите за водење на бизнис во Македонија се исти или на слично ниво во земјите исто така каде инвеститорите имат своји капацитети. Исто така, покрај тоа што во овие извештаи Македонија се покажува како идеална дестинација за инвестирање и водење бизнис, се покажува дека економскиот и финансискиот систем е стабилен и дека домашните компании можат да ги исполнат сите критериуми кои се за потребите, за добавувачи. И исто така странските компании кои се во Република Македонија, исто така во своите извештаи укажуваат дека Република Македонија има солидни услови за водење на бизнис и дека тие гледаат подобрување од моментот кога се пристигнати во Република Македонија. Се прават ли напори за привлекување на странски инвеститори и покрај тешката политичка криза во Македонија? И во услови на политичка криза, тимот за странски инвестиции работи перманентно и активно со цел да се привлечат нови инвестиции и исто така Македонија да се промовира како успешна дестинација за водење и за започнување на бизнис. Во текот на изминатите неколку дена можеме да кажеме дека се веќе објавени две инвестиции. Едната се работи за германска компанија Францкил која ќе инвестира во Тетовско село Желино. Тие ќе произведуваат седишта за потребите за автомобилска индустрија и веќе во јуни ќе имат закупено браунфилд објект во село Желино и од јуни веќе ќе започнат со инвестиција. Исто така, пред 2 дена или на 11 април, во поранешната фабрика на Охис започна со работа американската компанија Ниск Холдинг, која ќе одгледува и преработува канабис за медицински цели. Тие планираат некаде да остварат околу 200 вработувања. Во би сакал да додадам во таа смисла дека и странските компании кои веќе работат во Македонија имат донесени одлуки и веќе имат реализирано проекти за проширување на своји капацитети. Така, например, веќе своите капацитети ги проширија британската компанија Джонсон Мети во технолошко-индустријска развојна зона Скопје и со така белгиската компанија за производство на автобуси и они со така ги зголемуваат капацитети. Знаеме дека тамо некаде капацитети од производство на 500 до 600 автобуси за потребите на американскиот и европскиот пазар и тие го зголемуваат двојно своето производство. Исто така италијанската компанија Технохозе во зоната во Бунарџик ги зголемува. Турската компанија Чагата Кабло почнува со градба на својата нова фабрика и исто така имаме и други примери. Овде да кажеме во источниот регион можеме да кажеме дека во Кочани американската компанија Амфенол ја гради својата трета фабрика и свој
својот четврти погон, каде бројот на вработени ќе биде зголемен од 1300 на 2000 вработени. Понатаму во Пробиштип се гради нова руска фабрика, се работи за еколошка леарница, како нов Гринфилд, значи, проект, и со тие, значи, предвидуваат нови вработувања. Во Охридско-Срушкиот регион можеме да кажеме дека германската компанија ОДВ Електрик од Браунфилд производна хала во Охрид, каде моментално има околу 230 вработени, се селат во нова производна фабрика, направена во технолошко-индустријска развојна зона Струга Охрид, и они својата бројка ќе зголемат од 230 на 1000 вработени. Имаме примери кај другите фабрики кои веќе го имат и значително зголемен бројот на вработени, како што е Key Safety System, американска компанија која работи во Кичево. Они веќе вработуваат, значи, околу 1200 вработени и се планира уште 200 вработени да се вработат до крајот на годината. Исто успешна е компанијата американска Гентерм во Прилеп, каде веќе исто така вработуваат 900 вработени. И спомнавме, значи, најнов пример овде кај вас во Струмица, од 750 вработени, Adient Sitting, таа бројката ќе зголеми на 1500. Како всушност влијае политичката криза во земјава врз тоа, односно врз привлекувањето на странските инвеститори? Дали еве тоа ги одвраќа инвеститорите од намерата да инвестираат токму овде, барем еве сега во овој период додека трае кризата? Прво мора да кажеме дека Република Македонија има поволна деловна клима и исто така секоја година континуирано работи за подобрување на услови за водење на бизнис. Од друга страна, политичката криза сепак влијае и врз одлуката на странските инвеститори да донесат одлука да инвестираат во Македонија. Исто така влијае врз домашните компании, на јавната потрошувачка и врз економскиот раст. Кога сме кај странските инвеститори во овој период на криза, кај нив се појавува едно размислување, односно доаѓа до пролонгирање на нивните одлуки, дали да инвестираат во Република Македонија, се пролонгираат посети и во најлоша варијанта може да дојде до ситуација кога може да се одлучат да инвестираат во некоја земја соседна која има слични услови за водење бизнис како Македонија, меѓутоа поголем степен на политичка стабилност. Исто можеме да кажеме дека оваа криза влијае и на домашните компании кои работат во услови на домашно обкружување. Посебно е поголем ризик да не дојде до на имплементирање на плановите за модернизација, за новите производи, за обука, значи на персоналот, така да исто може да се одрази сериозно и на домашните компании кои сакат да се пробијат на европските пазари. Во однос на јавната потрошувачка, доколку кризата продолжи да има ваков интензитет, така да може да се одрази и кај граѓаните, значи во нивната воздржаност од купување, а се тоа сигурно ќе се одрази на проектираниот раст. Колку е значењето на странските директни инвестиции за подобрувањето на економијата во нашата земја? Би можеме да кажеме дека во последните 10 години се инвестирани, дека странските инвестиции ја имаат достигнато вредност од околу 2,6 милиарди евра и тие директно помагат во побрз економски развој и економскиот раст на државата. Спомнавме дека тие имат влијание во директни и индиректни вработувања. Така можеме да кажеме дека од 2006 година, кога стапката на невработеност беше многу висока, околу 38%, денес таа е намалена на 23,1% и со тоа се креирани околу 170.000 работни места. Што се однесува на ефектот од странските директни инвестиции, во последните години се имплементирани околу преку 50 Greenfield и Brownfield проекти и тие некаде вработуваат околу 20.000 лица, но со бизнис плановите се предвидува таа бројка да се зголеми на околу 35.000. Исто така зголемен е извозот, односно дуплиране во однос на последните 10 години, така да извозот изнесува околу 4,3 милиарди евра во 2016 година. Извозот од технолошко-индустријски развојни зони е скоро 30% од севкупниот извоз,
И оно што е битно дека извозот и од технолошки индустријски развојни зони, а и од страна на компании кои се во индустријски зони, веќе излезуваат производи со поголема додадена вредност, значи како што се автобуси, како катализатори, безбедносни појаси, седишта, електроника и други делови кои се сепак современи производи. Да направиме една споредба на домашните наспроти странските директни инвестиции. Би сакал исто така да споменеме дека во однос на странските компании, дека голем бенефит имат и домашните компании, посебно на компании кои имат можност да направат одредена услуга или дејност на репроматеријал или суровина. Во соработка со странски компании веќе соработуваат со околу 500 домашни компании и при тоа е некаде остварен приход за домашни компании околу 50 милиони евра и тоа се го развижува пазарот на трудот во врска со вработувања и во врска со индиректни вработувања. Кога една фабрика странска доаѓа во Република Македонија, директно креира и дополнителни вработувања. Се мисли да оддавање на стручна правна помош, консултантски услови, преведување, ангажирање на проектна фирма, ангажирање на фирма која ќе гради фабриката, осигурување на имот, осигурување на лица, катеринг, може да замислите за фабриката што е Адиент, значи во Струмица која има 1500 лица вработени, тоа значи 1500 дневни оброци и исто така можеме да кажеме тука се односи за логистички и за транспортни услуги. Во однос на статусот на домашните и странските компании треба да кажеме дека сите компании се регистрирани во Македонија како домашни правни субјекти, но во однос на капиталот можеме да кажеме дека имат домашен или странски капитал. Законот за индустријски развојни зони е ист за сите, да кажеме, корисници, за сите компании. И во текот на 2016 година две македонски компании значи ги имат исполнето тие критериуми и имат подпишано договор за работа во технолошко-индустријска развојна зона во Бунарџик во Скопје. Во оваа прилика би сакале да апелираме за домашните компании да имат издржливи планови, да се извозно ориентирани, да нивното производство е значи слично или различно од постоечкото производство, за да може да работат во технолошко-индустријска развојна зона. Што е оно што е клучно за странските инвеститори да се одлучат да инвестираат токму во Македонија, односно како вие ги привлекувате? Прво би сакал да кажеме, освен тоа што ние генерално ги кажуваме сите поволни факти за Република Македонија, ние исто така ја користиме секоја ситуација да укажеме дека Република Македонија е убава држава и дека исто така е убаво да се посети и од туристички причини. Во однос на водење, започнување на бизнис, она што е главно, можеме да кажеме дека Република Македонија има одлична геостратегиска позиција во однос на северна, источна и западна Европа, во однос на незината позиција во југоисточна Европа, во однос на Медитеранот, Блискиот и Средниот исток, како и Северна Африка. Има одлична инфраструктурна поврзаност преку двата коридора, коридор 8 и коридор 10, значи со Европа. И исто така мора да кажеме дека клучни работи, кога зборуваме за бизнис, се битни, кои се битни, тоа се ниски оперативни трошоци, вклучувајќи и позицијата на Република Македонија до блискоста на европските пазари, понатамо стабилноста, монетарна и макроекономска стабилност, посебно која се одразува со стабилен курс на денарот, со ниската инфлација и со стабилниот банкарски систем, кој е добро капитализиран и кој е ликвиден. Исто така Македонија има најниски даноци во Европа и во таа смисла е доста поволна за инвестирање, како и за странските, така и за домашните компании. Има достап на работна сила која е мотивирана, која има добри техники и вештини и која добро ја познава европската култура и навики за работа.
Република Македонија во текот на изминатиот период има направено имплементација на регулаторни и на административни реформи. Најпознат проект беше регулаторна гилјотина, беше спроведен во соработка со Стопанската комора и со 300 приватни компании. Укинати се илјадници бирократски процедури, што укажува дека денес Република Македонија навистина обезбедува правилни и нормални услови за водење на бизнис. Исто така, извршена е и либерализација на пазарот на недвижности, што значи да страните лица, односно странците, може да купат недвижност и може да купат градежно неизградено земјиште. Нивните инвестиции во Република Македонија се гарантирани преку Уставот. И оно исто така што е многу битно, Република Македонија е земја членка кандидат за Европска унија и НАТО. Така. Еве да објасниме подетално на кој начин инвеститорите се одлучуваат да инвестираат токму во одредени региони од земјава. Ние еве како новинари секојдневно се среќаваме со луѓето, знаеме дека кога еве на пример се гради некоја фабрика во Гевџелја од странски инвестиции, не е јасно зошто еве нема фабрика и во Валандово или во Струмица. Па што е тоа еве што е пресудно за тие да одлучат да инвестираат во одреден регион и кој одлучува за тоа? Така, значи, странските инвеститори може да инвестираат во Република Македонија во технолошко-индустријски развојни зони, кои се исклучиво креирани за гринфилд или нови производни хали, за компании кои се извозно ориентирани и за компании кои имат висока производна технологија и за нив се насила посебни даночни и царински ослободувања согласно законот на ТИРС. Понатаму тие може да инвестираат во индустријска зона, а посебно за потребите на инвеститорите ставени се на располагање и 200 браунфилд производни хали, кои се добра основа за нив со одредени адаптирања да можат да продолжат со водење на бизнис. Меѓутоа, услов да се креира технолошко-индустријска развојна зона или индустријска зона при општините, треба да постои достапна работна сила за одреден сектор на специјалност. И во овој случај видовме дека во Струмица има работна сила која е специјализирана и квалификувана за автомобилска индустрија и од таа причина компанијата се има одлучено да дојде или да гради втора фабрика во Штип. Во однос на технолошко-индустријски развојни зони, тие се креирани вкупно 15 зони и тие се креирани низ цела Република Македонија, дисперзирано, за да се обезбеди заедно со индустријски зони поравномерен развој на сите општини и за да се избегне случајот како што беше пред 10 години кога сите компании доаѓа во близината на Скопје. Исто така, значи, битно е да се напомене дека странски инвеститор кога ќе дојде во одредена општина не сака да види дека постојат повеќе крупни компании, бидејќи постои опасност да вработените почнат да ротираат од една компанија во друга компанија и тогаш се јавуваат загуби за компаниите поради обука на лицата која е веќе вложена во врска со производните процеси и слично. Имате ли еве добра соработка со локалните самоуправи во привлекувањето на странските инвеститори? Можеме да кажеме дека имаме одлична соработка со локалните самоуправи и посебно на што е битно за инвеститорите сака да видат како општините се подготвени да помогнат пред се кога се работи за локација, дали се работи за инфраструктура каде може да помогнат. Многу е битно да општината има ефикасна администрација која може брзо да делува и која брзо ќе ги подготви сите потребни документи во однос на добивање на градежна дозвола за вработување, како и за сите други информации кои се однесува на профил на невработени и да кажеме на традиција, да кажеме кои компании порано имат работено, за да може полесно инвеститорот да се одлучи да инвестира во одредена општина. Така. Еве за крај кажете ни што да очекуваме во иднина, ќе продолжат ли странските инвестиции во земјава и покрај еве политичката криза во Македонија? Прво сакам да кажеме дека со стабилизирање на политичката состојба во Република Македонија, како и со продолжување на процесот за интеграција во Европска унија и НАТО, дека ќе се стабилизира бизнис секторот и секако ќе се овозможи понатаму поголем економски раст.
Со тоа исто така не само што ќе се привлечат нови инвестиции, тука ќе се забрзат и постоечките инвестиции кои се во Република Македонија. Со оглед дека стапката на невработеност во Република Македонија е се уште на високо ниво, околу 23,1%, тоа значи укажува дека и понатаму треба да се продолжи со привлекување на странски инвестиции. Во наредниот период би се концентрирале на привлекување на капитално интензивни странски инвестиции кои имат поголема додадена вредност, понатаму кои имат потреба од пообразована работна сила, кои ќе придонесат кон поголем економски раст и на животниот стандард на вработените и нема да бидат базирани само на ниската цена на трудот. Господин Тодоровски, аз ви благодарам за вашето гостување и за одвоеното време. Ви благодарам на поканата уште еднаш и ми беше задоволство да бидам во вашата емисија. Исто и нам ви благодарам. Ви благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое секогаш не следете. Останете со програмата на телеканал А1 и имајте пријатен ден.